Мораш да си упорен, Георги. Мораш да си упорен. Изгубив амбиција да растам, а мене тоа ми ствара scarcity. Значи, не сакам да бидам комфортен, никогаш не сум гледал на финансовата страна. Секогаш ми било многу битно, мистер Кланич ми кажа, Блейз, има само еден Блейз. Сакаш да бидеш Блейз што ќе биде во ресторантот или сакаш да бидеш Блейз што ќе биде најдобар во недвижности. И јас на рентен веќе. Next Gen Podcast. Како? Next Gen. Next Gen Podcast. Next Gen. Next Gen. Здраво и добре дојдовте во уште една епизода на Next Gen Podcast. Имено денес епизодата е број 46 поред. Моето име е Георги Докузов. Денешната епизода можеби не е јубилејна според бројката, но е јубилејна од една друга причина, многу значајна за нас. На денешен ден, имено 25 јули, вие ја гледате премиерна ова епизода. Излезе првата епизода од нашиот подкаст. Сакам да ви се заблагодарам на сите што сте со нас овие 2 години. За секој лајк, коментар, преглед, поддршка, споделување, зборење со некој на тема која сте погледнале во нашиот подкаст или било каква интеракција која сте имале со нас во овие 2 години. Искрено се чувствам премногу горд. 46 епизоди, можеби не звучи премногу за 2 години, сепак се 700 дена во прашање, но искрено покрај сите предизвици и двумици постојано околу концептот, околу снимањето, што треба, како треба да продолжиме, тоа што сме се уште активни, што снимаме, што денес имаме можност со мојот гостин да наздравиме по повод 2 години роден ден, многу ме радува. Кога сме веќе кај мојот гостин, кога го спомнав, го ликнав, мојот денешен гостин, па можам слободно да кажам специјален гостин за оваа прилика, 2 години Next Gen Podcast, станува збор за Благоја Здравев, Плаже Luxury Homes, топ 1,5% real estate agent во Америка. Блаже, пред да почнеме, ќе те замолам да наздравиме само за нашата публика. Честитки за успехот. Ала ти Продолжи јако понатаму. Мислам дека е добар повод да се заблагодарам. Одличен повод. Не е малце. 2 години. Благодарам на поканата. Одлично. Како си, сам прво да те прашам? Одлично. Супер. Како се чувствуваш после колку време си во Македонија? Па пред 2 години бев последен пат. Пред тоа бев пред 2019. Значи во задните 14 години трет пат. Трет пат за 14 години. Како ти изгледа тука? Се менува нешто? Се е супер. Се е супер. Се гради, расте, се оленува. Кратко тука се е супер. Да. И зависи како ги гледаш работите. Како е во Америка? Одлично. Одлично. Каде што сум јас е едно од најдобрите места да се живее според мене во светот. Според американски статистики во Америка, најдобро место од 10 најдобри во задните 10 години, Нејплс, Флорида. Е фантазија, рај. Сега треба спомнав 1.5% од real estate агентите во Америка, многу актуелна тема, луѓето и тука ги занима тоа, се повеќе млади, нели многу кул професија, им звучи многу убава, секој сака да се занимава со тоа, нели има доста пари во тоа, особено во Америка, нели таму е настаната како индустрија самиот тој поим. Да. Сега пред да почнеме за тоа и веднаш да почнеме некој разговор што ние го спремивме и што се договоривме во водиме ден, само да те прашам од каде е твојата приказна започнала негде, каде почнеш да се креираш као лик, као карактер? За real estate да се креирам или Пред општо? real estate. Општо твојот карактер, одиш во Америка на 24 години, излегуваш од тука, тоа е доста, да речам, и стресно излегување од комфорт зона. Таму ли негде почнал приходот, или порано? Не, мислам дека мојата приказна почна кога сум се родил. Како и нас? Со благодарение, да, кој на секој. Благодарение на моите родители сум имал многу во детство. Се ми прожиле што во моја перспектива тогаш е значило се и е било се, а најбитно е љубов. Мојата мајка, мојот татко и мојата поголема сестра, и сум растал во една здрава средина. И мислам од таму почнало се. Ништо не се случува случајно и на многу луѓе ми изгледа, например, сега види го резултатот, но тоа е едно збирање на настани, на искуства во текот на целиот живот, со докаде си стигнал. И исто тоа што си го досега научил, ќе те води каде одиш. Така да мислам дека голем дел од мојот успех во Америка е тоа што сум го научил во мојата родна држава Македонија и во градот кај што сум пораснал, Радовиш. Луѓето со кои сум бил обкружен тогаш како дете,
луѓето со кои сум растел на факултет и сум имал предизвици да решавам проблеми. И сето тоа сум на еден начин го искористил во наредниот бизнис што сум го почнал во Америка. Така да ништо не е случајно и ништо не е од таму нешто измислено или таму да ми е нешто на мене да ми се случило. Не знам. А пред Америка за Скопје прв пат кога доаѓаш? Па доаѓам во Скопје прв пат, не знам, немам статистика кратко ми полумeva донесено. За пол. Но да, доаѓам на факултет. Значи јас имам завршено факултет за безбедност во Идризово до Скопје. Но редовно нели доаѓам во Скопје со се мислам автобус Пейс двојка од Идризово си за 35 минути до Скопје и прекрасни моменти. Сум работел овде во Скопје, сум работел на факултет. Значи, уште првите 6 месеца на факултетот веќе заработував доволно сам да се издржувам како студент, да си плаќам нели кирија, храна, животен стил некој на тоа што сум го имал. И прекрасни моменти. Баш пред некој ден седев со многу добар пријател, колега мој, професор сега. Изборавме за тоа како имавме прекрасни мигови и години поминати на факултетот, колку научивме и колку тие другари на пример од факултет и до ден денес се ми другари. И се многу Вие веројатно го фатили тоа многу подобро време на Скопје. Ти си 87-ма исполна, че ти веројатно 87. 2004-5 си бил студент, така нешто вака Брок Сайнс. Да, 5-6 света 6, веројатно многу подобар и бил и градот. Сега не знам колку си утек, ти си кратко тука, моментално нема ни една дискотека, веројатно сме единствен град главен во Европа без ни една активна дискотека и тој целоноќен живот и општо таа социализација, веројатно тие контакти што си ги развил тогаш, општо тоа градење на карактер преку социализација, е многу битен фактор. Така што веројатно било многу добро време тој период. Во право си, Георги, социализација, дискотека, но најдобрите контакти, најдобрите пријателства, мислам дека не се ствараат во дискотека. Таму луѓе под инфлуенса на алкохол, Таму се развива. Таму можеш некоја женска да фатиш, малку да научиш како да се опуштиш, како нели во твојот љубовен живот и да се удвараш или не знам што, ама мислам дека најдобрите контакти се ствараат преку денот на факултет, на кафе, на ручок, на спорт. Факултет за безбедност ние спортувавме секој ден. И најдобар начин да челенџираш некој во карактер а да не излезеш од некоја граница да например да избувнеш или да се степаш, ти е спортот. И ние спортувавме секој ден. Значи и тоа го правам до ден денес. Јас со клиенти денес, ако не играм голф, тенис, кошарка, пиклбол, било кој спорт, тоа ме најмногу поврзува со клиентите. А после тоа да се оде на вечера, на дискотека, нели, јас веќе не одам на дискотека, ти кажам искрено. И јас не немам каде. Да, и затоа немој да ти не достига таа дискотека. Точно тогаш излегував како студент, ама не сум знал подобро. И некои зборови, например, што ти ги зборуваат родителите во некое нивно искуство, сега јас се наоѓам како родител, например, тоа да го размислам така. Но Скопје има добри места пак за излегување, нели, во ресторант има разновидна храна, од цел свет ресторанти, например, различна мексичка храна, индиска храна, да, разни видови на храна, молови многу. Така да и е подобрен, да, не сте супер вие, не сте зажарени и например не се осеќа тој работе некој барабан овде да има стрес нешто, мислам, се движат луѓето. Нешто што најчесто го слушаме, жешко е. Да, сега тоа нели мора актуелна да биде темата. Сега е па ладно, ние снимаме денес е 22, да, колку 22 Целзиус. Денес е 10 јули, 25 спомнав на роденденот Ислама, снимаме две недели порано, бидејќи ти си уште некој ден тука. Да. А 20 степени надвор, снимаме подолги ракави за тоа. Супер, треба супер ни се погоди. Треба. Факултет за безбедност, ме интересира, значи на 18 години факултет за безбедност, запишуваш што размислуваш за себе, каде се гледаш, како што го гледаш тој факултет, како некоја скала што треба да те однесе до каде? Или не размислаш толку? Одлично е тоа. Тогаш не се уште знаев да размислувам и да медитирам на 5, 10, 15 години унапред. Тогаш ми беше сега овој ден, ова недела, што се прави и како се прави, и бев среќен во секое нешто што го правев. И бев исполнет 100%. Така да тогаш ми беше цел да завршам факултет. И што е најинтересно, мислам, кај сите млади, тоа првото нешто зашто го правев е да ги направам моите родители да бидат горди. Значи, мислам дека дали уште е тоа денес или не, како некое растење на детства, ми беше тоа. Но видов дека никогаш не бев притисок од моите родители, нели, да завршам факултет, но го правев со некоја лесност. Мене факултетот ми беше ко песна.
многу добри моменти, многу убави, никогаш не се замарав, значи го искористив потенцијалот да заработувам додека сум на факултет. Така да ми беше прекрасно и никогаш не би го заменил тоа време за нешто друго. А прв пат некој поем за Америка, кога што ти текнува дека прво те врзува за Америка? Прв пат. Па беше тогаш актуелно, јас кога бев прва година, имаше доста некои нови овде бизниси во Скопје кои што праќаа студенти во Америка и така отидов и јас. Прва година факултет завршив и летото отидов во Вашингтон, во Мериленд за прв пат и се залюбив во Америка. Че ми беше прекрасно, едноставно на различен начин. Што е тоа што те привлече прво, како можеш топ 3 работи? Среденоста, чистотата, не осеќаш некоја дискриминација во однос на од каде си, луѓето се заинтересираат за твојата приказка многу повеќе од овде. Например, многу повеќе од овде луѓето сакаат да знаат. Многу го имам често слажнав дека во Америка дали сури непријатно може да ти падне, нели балкански менталитет. Да, јас премногу ни седиме, ама нели премногу као не гледаме еден на друг нешто, ние сме така некој по-кул, по-сме различни. А имам доста слушнато као приказна дека баш таму знаеш го има тој менталитет curiosity, да. А тоа curiosity е еден од главните елементи за успех во било кој бизнес. Ти ако не си curious да дознаеш како се нешто ствара, како ќе го изградиме ова, за некој што има успеано да го питаш правите прашања, ти си curious затоа го имаш овој подкаст. Иначе да не си бил curious во тебе, нема ни ова да го работиш. Значи ти се сакаш да знаеш за од другата страна на масата со тој што разговараш. Ако не сакаш да знаеш, не си curious и нема. А има ли тој момент кај нив као малце да бидат дури кринж curious, да бидат као премногу, знаеш, да биде чуднувајќи доста такви. Знаеш, не се џаџи, он не те суди тебе, ама да, питаат прашања без вакна на јазик. Како ти кажам, ќе ти постави прашање, никош не ми е тоа сметало и немам ништо лошо да ти кажам. Јас сакам Америка, си ја сакам Македонија, но Америка ми исто степ мам. Да. Начин, да. Сега првата година одиш, а веднаш останаш или? Па не, бев студент, 3 месеца со бонус 4-ти месец да шеташ, се вратив. Отидов и наредната година на Вашингтон беше. Да, отидов и наредната година во Нью Орлеанс, бев исто така како студент, пак се вратив. Па дипломирав, отворив бизнис во Радовиш. И после 2 години или година и по така ми се досади доста. Изгубив амбиција да растам, а мене тоа ми ствара scarcity. Значи, не сакам да бидам комфортен, не сакам да ми е удобно, а таму ми беше удобно. Значи, веќе дипломиран, здраве кариера градиш во тоа што си го дипломирал, ќе почнев, имам мој бизнис од татко ми, супер комфорт. И тоа му упоши и ми фалеше таа некоја различна култура на западот и одлучив добро. А како мислиш дека препозна дека не е добро место, комфорт за да продолжиш следните 5-10 години? Не го препознав, едноставно така се чувствував. Значи јас gut feeling. Па да, gut feeling, subconscious mind, не знам, како различно го луѓето викаат во денешно време, има различни некои размислувања за тоа, но имав некој повикување некое, да го кажам. Женска интуиција. Не знам, да, па види, јас сум со фактот на тоа дека сум со истата жена ми е денес девојка од хајскул што ми е била од средна школа, да, и таа беше дел од мојот сон и со неа заедно одлучивме да дојдеме во Америка, мислам да идеме заедно, така да може и тоа е помогнало. Сега да. Ја кршиш работата, решаш да одиш храбро, што како, кои чекори ги презимаш тука? Не може ќе ги интересирам луѓето како што. Па нема чекори, одеш значи најтежок чекор за мене беше, знаев дека третиот пат веќе кога отидовме и беше прегратката на татко што му дадов на татко ми на мајка ми, не знаејќи тоа, но подоцна тоа ми беше и последната прегратка на татко ми што му дадов. Тој почина, јас не може да се вратам во тој момент. И тоа беа некои чекори, никогаш не одев пак и тогаш не го знаев тоа планирање за напред, одев со верба во мене, значи од секој што ме имал и конфиденс. Значи одам и знам дека каде да идам, не се плашам од работа, искрен сум, лојален, не лажам, не крадам. Тоа е се што ти треба, за да почнеш било каде. Како почетоците, како изгледа таму? Каде одиш прво? Ако се работи работно турбо. И не треба на пример да работиш. Во Америка можеш и да работиш и 4 дена во неделата, по 7-8 сата на недела и да си супер. Да си пакаш кирија, да нула веќе храниш, да, и некој позитивен пулс, зависи колку трошиш. Нели, тоа е релативно. Да. Ти можеш сакаш некој скапо вино, некој не пие вино или некој пуше цигари, друг не пуше цигари. Така да јас работев
многу затоа што сакав да работам многу и затоа што сакав да направам некој jump start на самиот себе си за кога ќе ми дојде некоја прилика да инвестирам, не знаев тогаш што да е, или некој бизнис да почнам, ќе бидам спремен. Немам некоја навика да позајмам пари, се знаев самиот себе и знаев дека морам јас да ги заработам. И нема тука. Арабајтен. Да, сум работел по 3 работи, по 7 дена во неделата и искрено ти кажам, имам и година дена работено без слободен ден. Па и повеќе од година. Што е нормално? Слободен ден. Верувам за Америка тоа е доста нормално. Бидејќи имаме луѓе што одат, За американците не е. бидејќи доста што одат на work and travel луѓе, знам дека работат по 2, по 3. Јас сега за жал немав можност да отидам, дурбев на факултет. И не знам како изгледа сега, нели, од моабети, дека секој работи втора треба. Јесте и ние сакаме и паричка поише, нели? Точно, знаеш како е, ние балканците како народ сме работлив народ, ама кога сме компресирани, например, сега ти викат имаш 3 месеца на J1 и ние гледаме сега тие 3 Тоа е месеца тоа. како да е до максимум, нели, да спечелам. Ама јас знаев дека сум таму веќе преселен, не го правев за тоа, го правев за некој мој, нели, мајндсет да бидам да ми биде поудобно за мој нареден чекор. Што уште не знаеш што ќе биде, ама со тоа што го работев, дојдов до наредниот чекор. Тоа секој така се случува. Така. Кој беше наредниот чекор? Прво збориме хасл, работа, без одмор, слично. Па, Потом веќе да застануваш на нозе, што би се случило. Како се одвива општо таму? Кога видов дека со тоа што го правам, луѓето што ги запознавам, го видува мојот потенцијал. И доста од нив после одредено време почнаа да ми зборат, викаат, нели, кој е твојот нареден чекор? Некој од моите први 2 ментори, например, што до ден денес се ми ментори, ги запознав во бизнисот за угостителство. Што тоа ми беше бизнис во Македонија и имав некоја идеја тоа да го правам таму, но во скоро време некако сватив дека нема да ми исполнува толку што би ми исполнувало да продавам недвижности или да влезам во тој бизнис на инвестиции со недвижности и продажба, запознавање на луѓе. И нема друг начин да запознаеш повеќе луѓе и да стекнеш подобри пространства, освен тој бизнес. Сега, кога прв слушнати за тој бизнис таму, колку беше тоа актуелно таму, како го доживеа тој бизнис од трана пред да влезеш во него? Што те привлече натака? Од секогаш и бил актуелен, сега е актуелен затоа што социјал медијата го прави да биде актуелен. Иначе тогаш не постоеше тој начин на маркетинг, постоеше тај принтинг адвертайзинг, што уште го има, нели, уште го и јас користам. Но прв пат мислам уште првата недела кога се всели во Напles, имаше open house тука на една улица и отидов да ја видам куќата се навистина возбуди на стил колку е убава и разговарав со агентката што беше таму и така, да ти кажам, тоа полека некако ми се створи некоја идеја. Ја би можел тоа да, ја би можел. Правам поддршка од супругата исто, таа ме знае подобро од што јас сам се знам, например, за кои се моите, нели, доблести и така. Че дошто по села што не кажува до сега, можам да заприметам и по тоа што сепна дека ти од старци бил доста решителен, доста упорен, ми изгледа дека немал некако опција но да не успееш. Па мораш да си упорен, Јорги, мораш да си упорен. Што и да правиш, например, за било кој бизнес мора да си упорен. Ама никогаш не ми е било едно од работите, например, што ги подоцна сам за себе си ги сознаваме, дека никогаш не сум гледал на финансовата страна. Секогаш ми е било многу битно врската што ќе створам со клиентот, пријателот, во било кој бизнес да биде, и се што сум правил во моментот сум го правил како тоа да е мој бизнес. Есно си. Да, значи во кафичко сум работел и како бариста и како бартендер и како конобар, сум бил најдобриот бариста, најдобриот бартендер, најдобриот конобар. Имам кондори продаван, сум бил во тој бизнес, во тој момент, во тие, например, 6 месеца, 8 месеца, сум бил најдобар селсмен во продажба на кондори. И тоа се осознавајќи го самиот себе, оке, сега, значи, каде е наредниот чекор? Ако ја беке се што работам го правам со кеев, значи, сватив дека ми на мене уствари кеев да помагам на луѓето. На колку повеќе луѓе јас го решам нивниот проблем, толку повеќе мојата моќ на растење за бизнес е зголема. Така се ме интересира, мислам сега луѓето што те следат и што отварат на твојот профил можат да приметат тој брендинг општо, мислам доста баш автентично, онака амерички маркетинг и се и ти како личност и доста маркантен, доста се уклопува тоа се у тоа што го продаваш, луксузни вили и слично прашање. Ме интересира дали од почеток како беше ај вака поконкретно првата недвижност што ја или флипна што ја продаде. Ќе ти кажам една интересна приказка, имаше работе во многу
скап луксузен ресторант, каде што им доаѓаше еден господин кој носто беше дотеран, ама беше многу тежок клиент. Значи, доста од, имаше околу 20, например, конобари што се работеле таму, доста од нив не се чувствува удобно да го служат. Значи, на тој степен, каде што оде кај менеджерот, ако му дадат да седне, например, на таа маса, кај што северот сега сервира, тој доаѓа кај менеджерот, вика, не сакам јас да го служам господин Коешмит, многу е тежок, ме нервира, и јас никогаш нема проблем да го слушам. Јас само видов, не знаев што прави господинот. И видов, нема проблем, јас ќе се отстржам. Не, па него ни трпев. Јас уствари ми беше многу интересен лик. Значи, луѓето тоа што го гледа 90% од луѓето кои што работев, мене ми беше различно го гледав. Јас го гледав како интересен човек, доаѓа со Rolls Royce, значи како не можеш да го не сакаш. Без разлика како тој ги има стекнато негови успеи. Интересно. Така да тој ми стана еден ментор во ресторантот и се сеќавам кога зедов брокерската лиценца, тој ми е еден од првите ментори. Го држав исто ресторанскиот бизнес и работев со недвижности. Во почетокот и не знаеш, нели, знаеш тоа нашето балканско нема, чекај, сигурно тука ми доаѓаат пари, таму не знам дали ќе биде, џунглираш. Сигурно си е сигурен. И мистер Клайншмит ми кажа, Блейз, има само еден Блейз. Сакаш да бидеш Блейз што ќе биде во ресторантот или сакаш да бидеш Блейз што ќе биде најдобар во недвижности. И јас нареден ден веќе дадов отказ во ресторантот, со почит, нали, спрема газите, каде што ден денес одам со клиенти и го поштувам и газата и ми е долго добар пријател и се, и така да некогаш во животот и нели ја мразам фазата кога некој каже јас self-made. Знаеш, на self-made, доста го слушам сега се користи, дам успел сам, никој не успел сам. Чи сам треба да си веруваш во себе, во Бога, и Господ ќе ти го покаже патот, ќе ти ги прати луѓето. Кога сите велат не на него, мене ми беше тој да му кажам. Така. Значи, веројатно само треба да знаеш и кога ќе се пружи таа прилика човек да биде доволно свесен и одлучен за да знае каде се гледа и каква слика има за себе у иднина, да знае да зграбчи таа шанса. А тоа ми е многу интересно кај само се да прошириме може дебатата, многу ми е интересно кај ултра успешни луѓе, бидејќи благодарение на ова што го правам, спомнав 2 години го правам, нели 50 епизоди без малце, доста успешни луѓе спроти мене седеа и многу може знаеш да се поистоветиш од како што спомнам прво интересно, многу ми дојде делот што нели некои луѓе многу лесно судат за некои луѓе работи, сваќаш, не ги интересира да влезат подлабоко што е тоа позади тоа што седи. Преска зборевме пред да почнем подкастот, и актуелно може да го спомнеме за Ишов Спит. Да. Значи сега збориме дека го гледа цел свет едно друго и сега, знаеш, и некако луѓето да, ама тоа сега го гледа некој што е, како е, не е дефинирано чудно. Значи, веројатно, ако влезеш доволно длабоко во работите, секогаш има зашто, како, дури има најверојатно и цела структура. И најчесто работите се доста посложени позадина. Секогаш се посложени позадина, но зависи која ти е целта. Да. Ако немаш напишано целта, јас секогаш и на моите 3 деца, ако се им мали доста, 2 и 3 години, 3 години веќе разбира, 11 години најстарата керка Бела, веќе разбира и го тоа гледам како го прифаќа. Цело време викам, значи, long term profit, long term success over short term profit. Значи, секогаш да гледа дека долгорочно треба да се решаваат работите, отколку сега за кратко да ја направиме некој пари и да бегаме. Да испегламе работите. Да, тоа е број 1, значи тоа е број 1. Секогаш long term ги гледа. Не брзе, кај брзаме. Сакам да живеам, сите сакаме да живееме 100 години, но успеј да го забавиш времето со тоа што ќе придонесуваш вредности на луѓето со кои што работиш. Значи, мојата работа, јас некој си дека ти си the best salesman, како толку продаваш. Јас не сум salesman. Јас ги гледам клиентите како да му седне на маса, како вредност јас сега ќе ти донесам на тебе. Ако не ти донесам вредност, ние ќе затвориме една сделка и толку. Ти никогаш нема да се вратиш со мене. Значи, колку повеќе вредност јас им носам на моите луѓе што ги допирам, толку повеќе мојот бизнес расте. Вредност со долгорочна некоја цел. Да. Звучи многу, ќе рече некој клише и многу едноставно, многу ми се си ово имаше баш кај Алекс Хормози, најдов на тоа демек најдобриот број 1 совет за да постанете милионери, една реченица, како тоа му беше на тамнейлот, и тоест што е мојаветот е направете само секој клиент што ќе стигне до вас да се врати. Значи, ако брирано, всушност кога ќе размислиш, мислам, кај нас и луѓето малце
и склони спрема тоа, знаеш, се да стават во онака во кошница на клишеи, на слично, ама во суштина кога ќе ги упростиш најможно на свет работите, Поедноставно е отколку што. да, поедноставно е отколку Ние ќе изгледа. сакаме, ние Ај, како- па пак сложи. Точно, како луѓе го многу комплицираме. Значи, многу е поедноставно. Стани наутро, јади здраво, вежбај, тренирај, прочитај добра книга, разговарај со добар пријател. 5, не знам дали изгора со тебе пред некој ден, 5 луѓе што секој ден се опкружуваш со нив, ќе ти ја покаже Тоа е премиер. вярно правило, тоа мислам би научно да кажам. Но. Точно, значи нема Не- некоја тука компликација сега. И сега некој каже, да, ама ти, јас моите 5 луѓе како да ги сменам, како ти си дошол до твоите 5 луѓе. Чекор по чекор. Кај брзаш? Значи не може утре сега ти денес си ја прочитал книгата, еве да речеме од Алекс Хронози, и утре право 5 луѓе да ги тражам. Не, ама почни да размислуваш на тоа. Почни да медитираш, кои луѓе можам да ги отстранам. Органски, не мора да се караш, ама некои те влечат не сакајки. Па може да биде и фамилија. Така да не е, мислам, полесно е да го кажеш отколку да го направиш, но е реално и едноставно. Ако си веќе одлучен да го направиш. И сите млади треба така да размислуваат, ти го спомна овој спид. Значи, ние живееме во таја attention economy и некој брзо сите гледаат да биде, јас го викам да дами економиот. И нели сите гледаат, нема вредност тоа. Може да е интересен. Јас не го следам, ама ништо не може него да интересно, значи моментот фамата се создава моментот кога повеќе луѓе се врзуваат за едно нешто и Зошто е самото тоа? тоа што се повеќе Што ти тоа кажува? значи истата таа е древна теорија дека сите нели ќе одат по масата. Многу едноставно. А зошто? Колку дали знаеш колку на пример милиардери има во светот и колку милионери има во светот денес? Милиардери и милионери. Да. Па не знам колку е имало. Веројатно е бројката илјадници. Значи има 3800 милиардери во светот. Има 60 милиони милионери во светот. И тоа ти го кажува резултатот како тој спид го сега 90% од луѓето го гледаат него. Да. И тие верувај од нив никој не е ни милиардер ни милионер. Е жално. Но вистината. А како гледаш ти на тоа на ентертејмент? Како се насочуваш? Вака приватно доста зборевме, можев да сватам кој ти е лајфстајлот вака околу тоа се. Мислам, сега глупо ми да те прашам, ти си остварен човек, не глупо од смисла имаш 3 деца, Слободно ме прашај. млад си, 3 деца имаш сериозен бизнис и ова. Entertain too. Да. А на различни Мислам, како онака, нели, дали си има потреба? Веројатно јас имам искрено таа потреба, се уште имам и 24 години, веројатно не треба ни да брзам со некои работи, уште немам некои сериозни чекори што треба може да ги презам во таа мера, ама знаеш оно ден губење некош кога да ти е потребно и спит да го искоментираш, па и да А добро, ама не, види сега, ти имаш таа разлика на не ме сваќај површиш. Јас не Не, сакам никој да навредам. Тоа е мојата филозофија на живот. Јас сакам да помогнам на нели никој. ти живееш во друго време од кога јас. Ти си поуспешен од кога јас бев 24 години. Значи ти имаш веќе 2 години подкаст, 50 епизоди си снимал, фокусиран си, имаш твое студио, честитки. Тоа не е ни лесно и ти не си во Скопје роден. Ти си дојдол сега, ти си од Источна Македонија, да, јас сме комши. Крумица и рад. Дошол овде, јас не можев да го замислам тоа, кога бев на факултет. Јас имав бизнис таму некој, ама немав моја просторија, нели пак е шкирија, превоз, пак стан треба да имаш. Така да на вас, вие сте по таа генерација, вие сте малку по упорни, ќе кажам на тој начин, ама го сакате многу брзо. Тоа е единствен проблем што го гледам во вашата, например, генерација. Знаете што треба да се направи, знаете како треба да се направи, но го сакате веднаш. Дури вчера да можеш да го имаш, нели, Да. така се чувствуваш. Relax, smile. Тоа е се што треба. Смеј се и биди добар човек. Секи се случи, полека. Не брзе. Да вратам на недвижностите, ме интересира како изгледа тој бизнис во Америка. Сега мене ми е познат, сега ќе те прашувам прашање за Америка, што ги имам слушнато полу како стереотипи веројатно ќе Полу, за жал, нели ти спомнав, имам огромна желба да отидам во Америка, се уште сум ја немал таа прилика, сигурно натака ќе имам во животот. И јас ја доживам нели како само од филми и од приказни. Да. И така е, да знаеш. И прашање. И прашањата ми се базирани на таа тема. Сега ме интересира како изгледа тој бизнис. Например, кај нас тој бизнис изгледа добро, ти наоѓаш нели проперти, наоѓаш објект, еве куќа да речам, ја продаваш, зимаш процент од купецот, зимаш процент, не знам, од продажбата, од самото тоа. Како изгледа тој бизнис? Нели сите им изгледа како чисти пари бизнис, еве сега ќе ти кажам како младите го доживуваат тука кај нас, но имам другари што се бават со тоа. Значи го доживуваат прво како многу кул професија, нели кул е да работиш со недвижности, работиш со станови, со деловни објекти, куки, нели целта ти е да работиш со што поексклузивни, слично натака и нели вили како што ти рекламираш, што не ни го има кај нас.
и слично, ти изгледат на чисти пари, бидејќи нели само гдме ќе оспојам инвеститорот, тоест тој што ја продава и тој што ја купува, као јас сум middleman-от, взимам пари од двете страни, као нели малдене free money, си го доживот као free money, добри дилови, нели недвижности држат, мислам секогаш сами по себе не се ефтина работа, Да. нели имаат некоја цена, ти си у тој кат, ти си да бос, у самото тоа што си туку приказан. А што е позади таа приказна? Интересно прашање. Види, секогаш the grass is always greener on the other side. Си го чуo тоа, значи треба тој секогаш позелена. Јас во моите скоро 11-10 години што го работам во сум бил и среќен доста, ама сум имал среќа, но сум создадол некој концепт на бизнис кај што јас не гледам на пример колку пари правам. Не ме интересира колку ќе биде комисијата или процентот на куќите на продажбата. Имам тим што ми води економијата на бизнисот, имам тим што ми води маркетинг, сум најмногу инволвиран во маркетинг, тоа ми лежи на срце и сум инволвиран директно со моите клиенти. Значи јас доаѓам кај тебе, го зимам листингот, разговараме за комишен, тоа мора да се разговара нели на маса, но после тоа кога веќе јас ти потпишеме договор, го оставам на мојот тим, моја задача е да го продавам. И за јас да функционирам на највисок левел на мајндсет, за да се случи таа продажба, кои многу често ситуации во мојот бизнис, например, статистички 80% од моите листинзи сум ги јас продал, сум го нашол и купувачот и продавачот. Значи тоа е реткост, например, во тој бизнис. Морам да бидам на некој мајндсет кај што не ќе да имам distractions. И го постигнав со тоа што нели сум делегирал кој што да работи. Ако мислам јас на комишен и на парите што ќе заработам или нема да ги заработам, тоа е најголема некој distraction што ти одзема внимание. А сум пред 5-6 години сум го решил со тоа што сум го дал друг да го води. Значи јас директно работам со тебе и директно работам, сум доста пак, нели сум среќен што работам со high net worth individuals. Че работам со 1% од 1%. Значи луѓе што заработуваат 100, 200, 300 милиони, милиарди. И како изгледа на продажба со такви луѓе? Супер. Значи Супер е да ти кажам. Супер. Тоа ми на мене ми е било секогаш уште во почетокот имав среќа да работам со такви луѓе и тогаш ми беше удобно. Не ми е удобно да работам со помали некои дилови, затоа што ми е поголеми проблем. Па не за и проблемите, за стресот, например, помали дилови, некој купува за прв пат куќа. Така, некој купува Тоа е веројатно најстресно на свет. Да, има куќа и сега купува прва инвестиција. Со нив мора да си, нели како со моите помали, да, предпазлив многу повеќе да ги со овие што веќе имат 30, 50, 100, 300, 1000 куќи, 1000 станови, например, из Америка, е полесно да водиш разговор на тој начин, кај што они ризикот им е искалкулиран и веќе се знаеме што разговараме и што тражиме. Така да, или некои луѓе што купуваат 10, 20, 30 милиона куќа, тој го знае high-end продуктот што го тражи и негово прашање е само дали сака куќите да му гледа на запад, да гледа зајди сонце или да му гледа на исток, да гледа изгрев на сонце. А колку е најскапо вијек што си го продал? 20 милиона. 20 милиона. Да. Долари. Долари, да. 20 милиона долари. Зашо станува збор, што е тоа? Мислам секогаш ме таа што ми е како да живеам Америка. Како ние нели што има серијал кај што одат по богатите по куќите, како се викаше? Крип. Не гледам телевизија. Да. Имаше познат серијал, нели Famous Crips, као идат нели по тоа на MTV Crip. Од средно, да. Идат као нели 12 bedroom apartment with this with that, нели као лудости нешто, например како изгледа таков еден објект од 20 милиони долари. Па види, не е толку голем, скап е, не го викам поштенскиот број, нели да зипцелот. Да, скапо е кај се наоѓаш. Што таму кај што е 20 милиона куќа, твоите комшии се сите некои луѓе што може да си дозот 20 и поскапа куќа. Пред месец дена во Напles се продаде најскапата куќа во светот. Значи 300 милиона се продаде куќа на плажа, 15 екари, и после тоа се продаде најскапата куќа пак во светот на канал кај што е, пак во Напles, 86 милиона кеш. Значи тој купувач е на друг мајндсет. И се луѓе, например, што и јас сум бил некако обврзан, нели, да разговарам и да бидам, но сделките се решаваат на други начини кога си на тај левел, например, на продажба на real estate. Сега не се традиционални.
Тоа ме интересира. Значи, претпоставам дека и процентите околу продажбата едно друго се е од дил до дил, бидејќи станува збор за големи дилови. Во животот добиваш тоа што го преговараш. Така да, точно. Нема некој традиционален процент. Секојаш до крајот, додека не се заврши сделката, секојаш се преговара. И сега ми спомнам дека нели работиш со луѓе кои се 1% од едниот процент, нели со екстремно богати луѓе и слично, што е нели многу добра и општо бизнис. Не само од Америка, туку од светот. Работам со луѓе од Црна Гора, Србија, Бугарија, Романија, Веројатно тоа е Литванија, Грција, како глобале, да. Не е стациониран никаде. А ме интересира, спомнав, нели, постресно е да преговараш за некој, тоа е да му посреднуваш недвижност, ако му е прва, или ако му онака, нели, што би рекле ние да се скуки и слично. Кој е мотивот тоаш на луѓето ти што им продаваш? За што купуваат, како купуваат? За фан. Луѓето што Едноставно има дел инвестиција, сака да задржи некои пари, зависи дали кој е купува инвестиција или купува куќа кај што ќе живее. Ако продава и купува куќа кај што живее, ја продава од досада, купува за да има да му биде интересно. ќе будам дел и тоа. Па да, веќе 2 години живее, 3 максимум ти Има многу пари. 3 години живее максимум да купи куќа 2019, 2022 продаваме, 25-та сега пак ја продаваме таа. Втора ти купува трета. Му досади се разведе, па му треба поголема, помала куќа, дете има, не знам, бизнисот му оди добро таа година. Има разни, нели? Значи веројатно тука тој настанува, тој од преска, нели, цело време се ми повторуваше односот твој со клиентите, како ти е битно клиент да се враќа. Веројатно таа е разликата на пример у америчка сцена и некоја европска сцена, бидејќи претпоставам дека многу поголем број на луѓе, прво поголем број на милионери и милиардери, претпоставам статистички дека се во Америка, би требало барем. Да. Имаат можност нели за втора, трета, четврта или да ја менуваат и слично. Таа култура не е толку застапена тука. Веројатно таму ти толку се фокусираш, ти веројатно и ги од време на време знаеш и да ги повараш демек како изгледа тоа. Точно, и доста често знам, на пример, еве јас сега зедам нов листинг денес, јас знам на кој да му се јавам, кај што може да биде потенцијален купувач на таа куќа. Значи, пред да излезе куќите на маркетот, им давам шанса на мои клиенти во мојот нетворк да одберат некој продукт што не е на маркетот. Доста и од тие луѓе, Георги, види, нема да мислиш дека јас на некој што купува куќа од 20-30 милиона, 50 милиона, можам да му продадам куќа. Тој веќе знае што купува. Јас единствено нешто што му давам, а за него е многу битно, е вредност. Значи јас му давам value на него со тоа што јас ќе го репрезентирам. А кај ultra network, значи mega wealthy people, вредноста е многу побитна, ти го кажав и почетокот, колку било што друго. Значи, кажеш да ми кажеш вредност во смисла што ти си неговиот агент? Value, да. Да. Значи, не е продажбата туку се што е обкружено околу продажбата, пред продажбата, после продажбата, животен стил, например, ако доаѓа нов клиент, моментално ми е клиент на фаундерот на Cars.com. Значи, он е ултра бизи човек. Лета со приватни авиони скоро секој ден. Значи, вредноста што му јас давам на него е convenience. Времето им е повредно од парите. Значи му се исплати да инвестира у таа доверба да изгради со тебе. Да. Најпросто кажам. И моите конекции. Да. Значи, мораш да имаш A-тим луѓе што се секој спремни да работат на некој клиент да му биде завршена сделката. Моментално како се одвива пазарот на недвижности во Америка? Дали општо се бавиш со day to day работи? Да, инволвиран сум многу, значи секојдневно, пази, не знам да ти го кажам тоа, I'm only as good as my last sell. Значи јас гледам после closing, да, што ми е после прожив, морам да, нели, сега мораш да одеш да ловиш пак. Маркетот е forever changing, секојаш се менува. Горе доле, така да кога е низок маркетот, добро време е да си купувач, кога е висок е добро време да си продавач. Така да кога работиш со двете странки, со купувачи и со продавачи, нема криза. Колку и да нели пишува на вестите дека маркетот е лош, па Трамп тоа кажа интерес рейтс, тоа е се затоа и не гледам, не следам. Се магла е. Па доста од времето е магла, да. Во мој свет сум некој што јас нели треба да си едуциран доволно за да знаеш што се случува надвор, нели, да бидеш информиран, ама ако не си информиран, значи знаеш како велат, ако гледаш вести, си дезинформиран. Ако не гледаш вести, не си информиран, така да треба некоја средина да најдеш да можеш барем да разбереш што се случува. Така. Исто интересно, уште еден стереотип што го најдов на Рил пред некој време излезе. Значи сега не сум бил нели во Америка.
И спомнав, И дојдеш кај мене, ја споревме ние за тоа, само не се запознаем, а преска се насмев на тема мовето, ти кога спомна, нели, добар си кога ше добар, последниот тоа продажба ми текна дека на подкастот исто јас се чувствувам некако како последниот подкаст да ми е целиот муч ми го прави. па и Само секој разликата подкаст меѓу треба да биде најдобар. Секој, значи овој сега ти е последен денес, овој треба да биде најдобар. Наредниот треба да биде подобар. Значи ти кажа 47-ти овој, нели, 2 години роден ден, 36 и 6-ти, да. 2 години роден ден. На мене ми е над 40 имам, нели, и направено и гостувано, овој ми е прв во Македонија. На мене ми е исто така Мене ми е огромна чест овој чест, пријатно да не се да камери да испа. Не бе, не, ласка, реално така Пријатно зборуваме зборуваме, да. пред тоа, да. Шо видов на Рил, дека куќите во Америка се градат од дрво. И дека тоа е некој стереотип останат од вако Рилот како одеше дека нели културно наследство на генерации што се пренесува, нели куќите да бидат изградени од тоа, бидејќи кога Не се секаде, во различни држави, во различни стејци. како изгледаат општо колку се сличи на нашите. Во Флорида се градат од блокови, нели? И Како кај нас, како кај нас, да, само се различни блокови, различни се пермитите што треба се земат за да градиш една куќа. Подсврсто мислам дека ги градат, поголеми се, има повеќе земја. Тоа се е поголемо, Да. и соли, Поголемо се и колку се огромни, се е поголемо, така да и е малку повеќе регулирано тоа градење. Не може, например, една куќа да гледа на запад, друга да гледа на север, на третата и текно ќе гледаме на југ, не, ќе биде регулирано, сите ќе изгледа добро, изгледа баш како на Беверли Хилс на филмовите, например. Подредено, чисто, наредено, срекно. Така е. Како го прави редот таму? Па почнува од ние луѓето, нели, почнува од луѓето, но градот, општеството, комјунити, да, сите. Е доста и кај нас таа работа исто зезната, која што спомнам на почетокот, нели критика спремно кај Џујош Одав, и таа работа е веројатно и да не Се ова сигурно е болна тема, но мора да го кажем ова, кај што сум во зградата тука, во Скопје? да. Значи овде сум, нели, овие недели. Заминувам и ми смета, имаше 4-5 канти за ѓубре. Еден ден го фурам ѓубрето, имаше една повозрасна жена, убава, многу добра енергија и викам, бабо, дај да се собереме овде мало, викам, ќе ставиме по едни црни ракавици да го собереме. Значи секаде имаше ѓубре, само не во кантите за ѓубре. Не ми е јасно зошто. И сега јас не знам некој подлабочен, не е ова политички ништо, мразам политика да мешам или било што, ама некој ми кажа дека после, нели, го спомнав тоа, ми кажа, вика, бе, доаѓаат, бркаат навечер, некој тражат, нели, па вадат, фрлат и затоа е. Тоа не се најоптимизирано. Да, значи не е некој намерно го прави тоа или не, ама на бабичката и спомнав, вика, синко, ако тоа го направиш, нели, јас частам ќе ручок ќе правам. Јас немам добра идеја. Тоа морам само да спомнам за голем поздрав за мојот другар Филип Кеса на 10 имаше иницијатива да собира го видел. Чув за него. Да, он ми е другар. Браво, поздрави го од мене. Голем поздрав. Јас да му гледа сите подкасти. Да, и гледа сите подкасти. Браво, баш ми имел поздрав голем. Добра идеја, да 2000 тој носи вредност. Гледаш, значи тоа е тоа што го зборавме. Значи он носи вредност без да мисли на парите или на што ќе се случи. Тоа е многу добро. Ама и знаеш овие it takes a village, нели? Потребно е селото да овде сега малата да се збереме. Јас ти и Христо се збереме да собереме, па другите да викат првиот ден види овие будали, после вториот, па чека, овие дечки прават нешто добро. Значи тоа е без да го правиш со љубов, без да мислиш на парите или на некој дека ќе имаш заработка од тоа или не знам врски нешто. Прави го за вредноста на самиот себе и после вредноста на општината. Така се променуваат. Значи, кога ми кажа околу средувањето како изгледаат објекти, како се подредени, значи горем дел игра тој некоја општата свест, нели, на тоа комјунити, на таа заедница, сега да не користиме англицизми, тебе ти оправдано бидејќи си 15 години тука, а мене мислам а мене замерува цело време. Не знам, и кај нас веројатно заближи дека се гради на секој чекор малци несвесно, неодговорно. Пред некој епизода гледавме, тоа е најголемиот бизнис тука, така што кој сум ја да им кажам, така што очигледно си прачува сака. Па кој не шиша. Кој не види, зависи што сакаш да сметаш. Ако ти смета и тоа длабоко ти смета, треба да се окажеш се друго и само тоа да говориш баре правда. Да. Нели, како ти кажам, ако ти смета, на пример ти смета за растење на твојот бизнис, не можеш па и да дозволиш тоа да те сопира. Умствено енергија. Ти сега да размислуваш за тоа дека некој гради без, нели, дозволи и гради лево десно, ти одзима енергија. Значи, Така не. Пробај да си го ставиш фокусот само на тоа ти што го правиш. Не е лесно, ама пробај. Кога тоа ќе го направиш, веќе ништо нема да ти смета.
Иначе тука има и лео работи што да сметат. Има и во Америка. Ако сакаш да се фокусирам јас на нели како возат таму, овде возачите се подобри, без врска брзо што возат таму. Што се случува таму како? Па не гледаат, таму се сите на телефони, таму да дојде американски возач овде да вози, кај што пешакот и минува без да нели лево десно погледне кочетите коли, Ќе нема пешаци. ќе нема пешаци. Така е. Интересно. Сам опфатиме голем дел, треба да се за жал, ја ти вети дека во еден период ќе буш саскире. Ме интересира сега сам приватно на некој прашање те прашам, сега не знам колку се приватно, може и да не одговориш ако сакаш на некој. Ме интересира сега почетоција ти добиваш прво дете во Америка, исто тој мајндсет твој многу ме интересен. Значи ти првите неколку години во Америка се решуваш да имаш дете таму, исто сум слушнал дека во Америка е многу тешко да имаш дете. Многу е тешко. Не знам зашо и како сега да не е нафрлом. Како се решаваш и на тоа? Ти имаш пак 25 години. Па види, сакаме, секогаш ме сакале деца со супругата, одлучивме дека тоа не е некој нареден чекор. Пак никогаш не сме мислеле чекај сега да купиме куќа, да збереме пари па да правиме деца. Не, значи ако Прво милионот да, па го има и тоа, са некои го планираат. Ние не сме планирале, но се е Бог, како ти кажам, мислам дека е пак добар дел на тоа сме го оставили на Господ и се случило како што се случило и денес имаме 3 здрави, живи, прекрасни деца. Фала му на Бога. Тоа ти помогнало во работата или ти одмогнало? Да сум фамилиарен, мислиш? Добро прашање. Мислам да. Мислам дека луѓето посериозно те гледаат кога си фамилиарен со сопруга. Да не сум белки, сум сигурно мислел јас на дискотеки уште. Ерген. Ќе требаше со мене беше да тегапан. Па нема, ка не знам кај кава Нема, има нас скелет у Штип. или Струмица имам. Струмица. Мираж, мислам дека ми е стар За пријател. први изорја сите. Ама ќе се снајдевме. Сега ти си веќе стрелен, така што ќе мора да унам со Христо. Да. Биди полека ќе одјавувам, ќе веќе ја дојде времето, но да не те задржам поише што договориме, искрено би правил ше 5 сати му. Ми беше многу мило што направивме на разговор, збориме 60 минути, реално не е малце, 60 минути, пројде искрено околу 2-3 минути. Стојана. Ми интересира некоја тема што не офативме, можеме на крај за да не испане кога сме скокнали нешто. Слободно, да, немам. Мислам дека ушо и да влеземе ќе биде плюс 30 минути. Ќе излеземе од рамката, ти ми рече дека си ветил на керката дека ќе ја заспиеш. Така што тоа е сериозно ветување. Така што следниот подкаст се надевам. Тоа го имав со уште еден гостин договорено дека во Дубај ќе снимаме подкаст. Е следно може во Америка да биде. Замисли да го снимаме во Америка, на Флорида. Супер. И да има Го имаме и да се подржи, ова е чисто за горива и го имаме и документирано. сам многу да се заблабе. Браво тоа што го работиш. Пала. Следам, супер си, продолжи така. И фокусира се само како, знаеш како велат американците, вика и вера put the blinder zone, како на коњите што им ги стават од страната и само гледа напред. Лево, десно, секогаш е distraction. Апсолутно. Многу сам да те се заблагодарам што дојде. Јас уште одамна пробував да стапам контакт за да изведем ова и некако се погоди скроз случајно како и се во животот. А ние завршивме вчера со сезоната. Ама денес ова е екстра. Супер. Моје задоволство, фала ти на тебе. Екстра од тоа претходно што имавме договорено да не биде за оваа сезона, така што продолживме плюс епизоди, ти се уклопи изненадно, се запознавме вчера, договоривме одма за еден ден да снимаме. Огромна чест ми е и приватно споделивме доста добри работи, битни што ми значат. Фала што дојде оваа, ми е стварно искрено посебна епизода. Истина ме. После 2 години некако, знаеш, се да сумираме и се ова да се уклопи еден супер разговор, да се видат некои различни визии и се преживееш на друг континент. Нели убаво е секогаш кога ќе се размешаат визии Секогаш. и луѓето тоа што го носат себе. Ова е последното, фала за денес спрема тебе. Фала на тебе. Се убеден сум дека не е последна прилика. Ова е фала спрема вас што не гледате денес овие 60 минути и што не гледате изминатите 2 години. Се надевам дека живавте во оваа епизода, доколку се свиеше. Може да оставите некој коментар, лайк, да споделите или во најмала рака да прокомуницирате со вашиот пријател, партнер на темова што го зборевме е блаже денес. Се надевам дека бевме доволно интересни за да ни испратите до самата оваа одјава која е во овој момент. Фала ви што останавте овие 60 минути. До следното гледање. Поздрав.